Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание го посветуваме на настанот организиран од Кредо Центарот на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, посветен на препознавање и поддршка на младите таленти под мотото Патот на талентот од ученик до студент. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Вчера те видов, после цел еден век, поминав кришу пред твојот дом. Гледам во тебе како единствен лек, а во главава хаос, во душа валом. Огради ми, грми, ти кажали, а од очи ми врне, ти јави, што ти се случи, променета си, свежа ко пролет, не си истата ти. И уште си мој, неповторлив сон, уште си една во милион. И како заинат поубава си, се смејам па плачам, ти спомнали, ти спомнали. Вози ме душо во спротивен смер, ти си ми срекна, ич не е фер. Јас бев со тебе, припитомен звер, а сега сум никој, па ич не е фер. Вчера те видов, после цел еден век, поминав кришу пред твојот дом. Во главава хаос, во душа валом. И уште си мој, неповторлив
што кажавме во најавата, во организација на Центарот за кариера, алумни и доживотно учење на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на 25 март 2026 се одржа настан посветен на препознавање и поддршка на младите таленти под мотото Патот на талентот од ученик до студент. Колаборативниот простор во студентскиот информативен центар беше исполнет со ученици, директори, психолози и педагози од основните училишта во Битола, но и од училишта во Бистрица и Бучим, општина Крушево. Секако и студенти на УКЛО, кои веќе се препознаени како таленти. Поздравувајќи ги присутните, директорката на Кредо Центарот на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, која воедно беше и модератор на настанот, ја истакна заложбата на универзитетот за рано препознавање на талентираните и надарени ученици и воспоставувањето на менторски мост помеѓу учениците и студентите, при што студентите ќе делуваат како млади инспиративни водичи. Иако Универзитетот Свети Климент Охридски е високообразовна институција која што се темели на развојот пред се и на унапредувањето на научната мисла, сепак пред неколку години како одговорна институција одлучивме да се посветиме малку повеќе на надарените и талентираните, односно да го примениме правилникот кој што беше претходно донесен на нашиот универзитет и започнавме со една идентификација на надарени и талентирани студенти, кои подоцна ќе работаат со надарените и талентирани ученици од основните и од средните училишта. Со пристапувањето кон Алијансата, тој клуб на талентирани уште повеќе се зголеми со можностите кои што ги понуди Colors Juniors програмата. Меѓутоа, денес сме тука за да видиме каков е патот на талентот од ученик до студент и каква е можноста за поддршка која што и ние како универзитет, и локалната самоуправа, и училиштата, со целокупната поддршка на државата, можеме да им ја дадеме на нашите надарени и талентирани ученици, млади луѓе и подоцна наши студенти. Ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, како поддржувач на развојот на младите таленти, се осврна кон иницијативите на УКЛО насочени кон создавање услови во кои младите таленти ќе ја препознаат својата иднина дома, наместо да ја барат надвор од државата уште за време на школувањето или веднаш по дипломирањето. Во таа насока, тој рече: Со восхит сум присутен денеска тука, бидејќи сме домаќини на нашата иднина, на основците. Ние со гордост се фалиме за овај студентски информативен центар кој што започна некаде ноември 2022 година и секоја година со сопствени средства го доградуваме, прошируваме, како што го прошируваме инфраструктурно, ги прошируваме и активностите на Кредо Центарот, кариерниот центар, кој што делува во рамките на студентскиот информативен центар. Започнавме со талентираните студенти да ги задржиме тука, да не размислуваат по дипломирањето уште во студирањето да заменат некаде во странство. Продолживме со талентираните средношколци, бидејќи многу земји, водечките земји во светот, не само што нудат стипендии за студенти, нудат стипендии за средношколци. Преку активности расширени секаде во светот, ги ловат талентираните да ги привлечат во своите земји. За жал, нашата Македонија малку прави не само да привлечи странски таленти, тоа уште не ни го размислување, малку прави да ги задржи нашите таленти тука. Затоа ние одлучивме, како што кажав, пред 2-3 години да започнеме со средношколците, да им покажеме дека и тука, во Македонија, на УКЛО, ќе можат својот талент да го искажат, да добијат квалитетно знаење, а како член на Алијансата Colors да бидат вмрежени со уште 8 EU земји и во ништо да не заостануваат во оние што продолжиле да студираат во странство. И денеска сум посебно
како што реков воските, што активностите продолжуваат со основците. Периодот пред тинејџерските години, мислам, е суштински, каде што идните студенти ќе стекнат љубов кон нешто. Она што ќе го стекнат во основното образование, ќе им продолжи да биде во текот на целиот нивен живот. Затоа, ние ги отвараме вратите за вас. Не само денеска, било кога имате идеја за соработка со нашите студенти, со нашите професори, да овие млади таленти не ги изгубиме. Да им ја всадиме љубовта во својата татковина, во својот град и на тој начин да ги задржиме дома за попросперитетна иднина на државата, бидејќи без таленти тешко може да се развива било која држава. На интерактивниот настан се зборуваше и за поддршката на младите таленти преку програмата Color Juniors на УКЛО. Повеќе за тоа по музичката пауза. Останете со нас.
За потикнувањето на соработката на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола со училиштата и локалната заедница со цел градење континуирана поддршка за младите таленти преку програмата Colors Juniors зборуваше професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академска раководителка на UCLO Colors. Таа представи неколку актуелни иницијативи и можности кои директно придонесуваат за развојот на младите таленти. Градиме начини за да може вие, ако се запишете на UCLO, да добиете европска диплома. Европска диплома може да ја издаде само Алијанса, збир на повеќе партнери, не може да ја издаде било кој еден европски универзитет. Таа Алијанса ја градиме. Вие таман кога ќе завршите средно, ќе бидете меѓу првите генерации кои што ќе може да речеме еве ја програмата, на ова може да се запишете, баш таква ќе биде. Или еве го UCLO, на овие програми ќе ги имате тие можности. И сега веќе има многу можности од тој тип. Едно нешто кое што се однесува за талентираните студенти и за сите наши гости, експерти кои што се тука, тоа што го начнавме во минатите средби. Имаме научници во нашиот универзитет, како што е професорот Кеверески, кои што веќе изградиле модели пристап за откривање на таленти и слично. Вие со вашата експертиза тоа го правите и на лице место, всушност тука е резултатот. Оно што сакавме во рамките на Алијансата, како малку систематизирано движење, е тој модел кој што го има професорот. Ќе биде некоја посветена работилница 1-2 часа за тој модел со ваша помош заедно да го претвориме во метод, апликативен метод за откривање на талентите. Ова е интересно за повеќе за стручните кадри, за младите наши гости. Една работа е погон кој што веќе трета година се организира и е типичен Colors ивент. Се случува секоја година, голем дел од вас и биле, така да тоа продолжува. Во Алијансата го представивме и е нешто што веќе се реплицира, убав рецепт, убава дружба и за менторите, има и надпреварувачки дел, така има и различни аспекти. Меѓутоа ве поканувам сите да го следите и да очекувате следниот погон, ќе има најава и датум конкретен и да ни дојдете. Друго нешто е корени и крилја европска диплома дома. Оваа година ќе биде за средношколци и за основци, ама тинејџерите. Ќе биде како конкурс, не е баш типичен, бидејќи охрабруваме секакви креации. Сега, оваа година ќе биде како тема метаморфоза. Во Алијансата, значи во секој проект, почнуваме нешто, воспоставуваме, интерно, екстерно, и после тоа се чекаме да видиме какви ефекти има механизмот што сме го поставиле. Токму тоа сме сега, во таа фаза сме на UCLO и UCLO Colors, во метаморфоза и во нашето општество нормално. И тоа ќе биде предизвикот. И последното нешто што е релевантно за вас, и сакаме да се пофалиме, е тоа што добивме нов проект, Европска ноќ на истражувачите. Во следните 2 години UCLO, заедно со УКИП, МАНУ, УГД од Штип, НЦРИПУ, Дружение и МЕД, еколошкото друштво. Тие сме во конзорциумот и ја реализираме Европската ноќ на истражувачи. Годинава е на 25 септември 2026. Да ја покажеме науката за граѓаните и за младите. Тука сте директно поканети, бидејќи тука навистина ве гледаме како на таа ноќ, меѓутоа и низ целата година како наши соработници. Пред присутните се обрати Наташа Ташкова-Поповска, советничка за образование во општина Битола, која изрази задоволство што преку UCLO Colors се поврзуваат основните и средните училишта со универзитетот, нагласувајќи дека општината дава целосна поддршка со цел овие млади, како идни кадри на градот, да се задржат и развиваат во својата заедница и државата. Инаку настанот патот на талентот од ученик до студент опфати разговор со менторите на учениците на тема како да го препознаеме и поддржиме талентот. Аница Златевска, психолог во Основното училиште Коле Канински во Битола, даде појаснување која е разликата меѓу надареност, талентираност и креативност. Надарено дете е онаа дете што го бива за се. Кога детето ќе го запишуваме во прво оделение, значи, што и да го прашаме, тоа знае да кажи, има фина графомоторика, почнува дури да ни пее, да не гледа во очи, да има добри говорни вештини. Ние како стручни соработници, уште при самиот упис,
можеме да препознаеме и идентификуваме. Потоа откриваме. Значи, потоа продолжува тој процес. Што значи тоа? Ние можеме да речеме дека ете едно дете во прво го запишуваме, дека ете детето е надарено или може би има некој талент. Но понатаму почнува тој процес. Што понатаму? Ете детето е надарено или може би е талентирано. Разликата е, значи, надареното го бива за се, а талентираното дете има една добра когнитивна структура, една просечна интелигенција IQ, но во некоја област е врв. Пример, музички талент, ликовен талент, математички талент. А што е креативноста? Креативноста е кога некое дете кажува нешто што претходно 100 деца тоа не го кажале. Значи нешто иновативно, нешто необично, нешто што можеби го води светот напред. Големината на ние што сме вработени во основните училишта би требало да биде во тоа што ние треба да им ја дадеме светлината на надарените, талентираните и креативните ученици. Светлината, што значи тоа? Да ги поддржуваме, да ги менторираме, да ги мотивираме, да ја јакниме нивната самодоверба, да формираат позитивна слика за себе. Затоа што може некој дете е надарено, ама едноставно си седи во клупа, ки си пројди 9 години основно, ки си оди средно и никому ништо. Значи, тука е таа големина заедно со наставниот кадар, по сите области, заедно со стручната служба, со менаџерскиот тим, тука што сме заедно, кажува дека тоа е така. Настанот опфати и кратки обраќања од учениците кои преку својата работа, труд и посветеност веќе покажуваат изворедни резултати, а се слушна и инспиративни приказни од студентките Тамара Тасевска, Ева Нешковска и Катерина Стојковска кои се осврна на својот пат од надарен ученик до студент, споделувајќи собствени искуства за развојот на талентот. Ќе ги слушнете по кратката музичка пауза. Пак се сретнав ме, јас намерно злобна, а ти пак расплакана. До кога вака, зашто те мразам, а ништо не си сгрешила. Дали имам време, кога ќе научам да живеам со себе, болка во мене се чудена, што сакам да исчезне. Сакам да ја видам таа непокорна девојка, која гори дури кога и светот со лед ја покрива. Не се менувај за ниту еден збор, за ниту еден туги лажен сон. Биди своја, своја, своја. Своја. Само полека овие солзи не значат само загуба. Овој сон како рана, времето брзо ќе го однесе. Сега знам, јас можам се, само ако посакам ме. Сега знам, јас до небо, само ако не мислам. Несовршена, ама моја, расплакана, ама силна, укана, ама горда, повредена, ама храбра, несовршена, ама моја, несовршена, непокорна девојка, која гори дури кога и светот со лед ја покрива. Не се менувај за ниту еден збор, за ниту еден туги лажен сон. Биди своја.
Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ја продолжува својата мисија да ги афирмира најуспешните, најталентираните студенти на универзитетот. Титулата «Талент на УКЛО» досега имат понесено 6 студенти, меѓу кои Тамара Тасевска, Ева Нешковска и Катерина Стојковска, кои беа присутни на настанот и ги споделија своите искуства на патот од надарен ученик до студент и секако изразија желба и подготвеност да бидат и ментори на талентираните основци. На почеток слушнете ја Тамара Тасевска. Сакам да ви раскажам како започна мојата приказна за тоа да бидам талент на УКЛО. Започна во втора година на економскиот факултет во Прилеп, бев насока сметководство и ревизија. Иако не беше како изборен предмет, требаше да се одлучам кој да го одберам и решив да го одберам базите на податоци. Иако не беше нешто типично да речам за сметководство, тоа е нешто повеќе насочено кон информатиката, но решив да ризикувам на некој начин. Тогаш професорот Илија Христоски, голем поздрав до него, беше изненаден од мојата одлука, но истовремено и од мојата желба и заинтересираност да научам нешто ново. Во текот на зимскиот семестар случајно наидов на повик за универзитетската студентска конференција и професорот ми предложи да учествувам на тема поврзана со базите на податоци, конкретно беше за концептуален и логички дизајн на автошколите, што беше доста интересно и на моје големо задоволство мојот труд беше избран за најдобар во конкуренција со студенти од повисоките години, како е вториот трет циклус на студии. Тоа беше една од причините да бидам избрана за талент на УКЛО, како и мојот висок просек од 9,9. Подоцна исто така трудот беше објавен во научното списание Хоризонти, при што тогаш станав автор на моето прво научно истражување, што беше голем успех за мене. Исто така во текот на студирањето учествував на бројни работилници, на воннаставни активности, како што кажавте, на летна школа Вајбон, не знам дали имате слушнато, Парк Касебанка беше организирана, доста интересна. Исто така учествував на летни пракси, една од нив беше во општина Прилеп, исто така организирана од универзитетот. Во 2024 година повторно учествував на универзитетската студентска конференција, овој пат со една сосема поразлична тема, односно за економетрија. Тука имаше корелациони анализи, математички анализи, што е за мене доста интересно и обожавам да го работам. Исто така сакам да кажам на студентите и на учениците дека сум достапна за менторирање за математика и физика во секое време. Здраво на сите, јас сум Катерина Стојковска и сум демонстратор на Техничкиот факултет. Денес сакам да ви раскажам нешто низ кое што го поминав јас, односно патот од ученик до студент, пат кој што беше исполнет со многу предизвици, многу време вложено и многу труд. Не беше лесно, имаше моменти кога јас мислев дека никој не ме препознава и дека никој не можеш да го препознае она што јас го вложувам. Секако мојот пат започна многу тивко, речиси незабележливо. Меѓутоа со време прерасна во нешто многу поголемо. Како и сите тука ученици што сте, јас започнав со неколку прашања, си ги поставував што да бидам, во што сум добра, дали ќе успеам, дали некој гледа што јас правам дека сум успешна. Во тие денови талентот, ако да бидам искрена, не беше многу забележен. Моите професори, моите наставници не забележуваа. Секогаш пред мене имаше некои други кои што денес немаат никакви достигнувања, а во тие моменти биле многу форсирани така натаму. Талентот може да кажам дека е вроден, меѓутоа не е нешто што треба да се остави така. Не значи дека ако некој студент, ако некој ученик има талент, дека резултатите, дека успехот доаѓа, но талентот ако не се негува, ако не се вложува труд, ако не се вложува време, значи тоа е како едно семе, ако не вложуваме во него, значи тоа нема ништо да прерасне во ништо поголемо. Искрено, никогаш не мало да ми текне на памет дека јас би седела тука и би раскажувала за јас успехот кој што го постигнав, за сите признанија кои што ги добив. Меѓутоа, тука сме бев вклучена во многу активности покрај студентските активности на факултет. Најпрво се вклучи во пиер тимот на универзитетот. Сосема случајност, че сосема од нигде никаде ме повика јас да бидам дел и се така започна. Значи, во моменти кога што јас не очекував,
некој очекуваше од мене, некој гледаше дека јас можам и продолжи. После тоа се вклучи во Алијансата Colors. Учествував во многу проекти. Најпрво се беше поврзано со она што го студирав, односно со графички дизајн. Изработував списанија, магазини, значи студентскиот магазин Uklo Colors. Го редизајнирав универзитетскиот глас и многу други активности кои што ми допринесија за многу поголем успех. После тоа исто така пак неочекувано добив награда признание за талент на Uklo. Значи покрај тие мои студентски активности, значи тоа ми значеше во тој момент, бидејќи таа креативност, тие одредени рокови кои што требаше да се запазат, значи си бев, да речам, доследна на тоа и мислам дека едни од најголемите признања, мислам, премногу ми значи што некој го видел мојот труд кој што јас го вложив. Лани во 2025-та добив инженерски прстен од Комората на властени инженери на Република Македонија. Го немам кажано на никој, ама да ви кажам искрено, во тој момент кога одголуп, мислам, ни на крај памет немало да ми текне дека јас првиот ден кога се запишав на факултет дека јас можам да добијам инженерски прстен. Не знаев ни што е, меѓутоа едно од најголемите достигнувања кои што ги имам добијано. И тоа не е само еден успех, тоа не е тука крајот, туку како поттик да се продолжи понатаму со уште поголеми успеси, поголема доследност кон професијата која што се надевам дека ќе продолжи да ми види и дека не треба да се откажуваме, затоа и на сите тука ви кажувам, значи да не се откажувате, никогаш да не се откажувате. Без труд, значи нема да има успех. Треба да си бидете доследни на себе си, да не се откажувате, бидејќи не случајно вие сте тука, имало некој кој што вас ве препознал, на вашите наставници, професори, ве препознаиле и затоа вие сте тука. Да не се откажувате, да верувате во себе си и да си го негувате талентот, да не застанувате тука. Ова ви е само еден почеток на се што ви доаѓа до прво. Кон крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Uklo FM Битола, уште да кажеме дека настанот Патот на талентот од ученик до студент се заокружи со доделување благодарници на учениците и нивните ментори. Тука го завршуваме ово издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Uklo FM Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Uklo FM Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Не слушам јас, не гледам пред мене ништо, глуva сум за светот. Не сум присутна тука, зошто? На тебе мислам цело време, чекам само знак било каков од тебе, порака за мене. Да ме подсетиш дека си тука, да се вратам на себе. Јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Сакам да знам ако друга ти љубиш, не би можела да се помирам, да те изгубам тебе така. Не сакам, нема шанса, но и не мислам дека друга ти љубиш. Има меѓу нас хемија, кога погледите ќе ни се сретнат. Не ти е седно, знам. Те чекам да ме спасиш мене.
me spasiš. Укло FM Битола, март 2026 година. Укло FM 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk